Русија се подготвува за нова офанзива, додека Европа се надава на конечен мир на истокот на континентот. Украинскиот претседател Володимир Зеленски предупредува дека руската армија ги засилува нападите. Воздушна тревога во источните и јужните делови на Украина во изминатава ноќ, откако армијата открила голем број на ракети и беспилотни летала истрелани од руска територија. Само во изминативе 3 дена, повеќе од 900 дронови ја погодиле Украина. Завршуват вину немає зараз. Според податоците кои ги имаме од безбедносните служби, може да се заклучи дека Путин и неговиот тим не сакаат војната да запре. Ништо не покажува дека тие сериозно размислуваат за мир и преговори, туку токму спротивно. Тие се подготвуваат за нова офанзива. Русија сака оваа војна да продолжи. А додека Вашингтон и Брисел се закануваат со нови санкции, Владимир Путин најави дека ќе блокира работата на западните информатички компании кои се уште работат во Русија. Реакцијата на рускиот претседател следи откако неколку фирми се пожалиле дека трпат загуби по висина од неколку милиарди долари и дека земјата е силно зависна од западни платформи и софтвери. Москва веќе ја намали брзината на интернетот за многострански онлайн услуги, а Facebook и Instagram, кои се во сопственост на Марк Зукерберг, се класифицирани како екстремистички и се блокирани уште од почетокот на војната во Украина. Тие мора да бидат ограничени. Западот сака да ја задуши Русија, затоа мораме да возвратиме. Руската економија сега е четврта во светот според куповната моќ. Тоа е ваше директно достигнување, резултат на работата на компаниите од сите региони на Руската Федерација. Според американските медиуми, поради недостаток на напредок во преговорите, Доналд Трамп размислува за целосно повлекување од мировниот процес во Украина. Нью Йорк Таймс, повикувајќи се на извори од Белата куќа, наведува дека Трамп, кој го опише конфликтот во Украина како европска војна, бил шокиран и изненаден од неподготвеноста на Москва да ги промени клучните услови за решавање на конфликтот. Американскиот претседател размислувал и за воведување на нови санкции за Русија, иако одлуката се уште не е донесена.